Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. По повод Европскиот ден на граѓанска правда, отворен ден за граѓаните и студентите организира апелациониот суд во Гостивар и основниот суд во Тетово. Последна недела за изборни активности на кандидатите за градоначалници пред вториот круг на локалните избори. 90 кривични дела од областа на недозволена трговија со дрога на подрачјето на СВР Тетово. Одземени 36,5 килограми дрога. Апелациониот суд во Гостивар го одбележа Европскиот ден на граѓанските права. Судот беше домаќин на студенти по правни науки кои имаа можност да се информираат за работата и функционирањето на институцијата. На денот кога секоја година судовите ширум Европа се обидуваат да ја приближат својата работа до граѓаните, апелациониот суд во Гостивар за истата цел пречека студенти по право и ги запозна со надлежностите и функционирањето на институцијата. Гостиварска апелација традиционално го одбележува 25 октомври, Европскиот ден на граѓанска правда со организирање на отворен ден. Апелациониот суд Гостивар за денес, она вообичаено има организирано отворен ден, тоест Европски ден на правдата, со тоа што да се даде можност на јавноста што поблиску да увидат на начинот, принципот на работа, воопштите состојби, било да се тоа во смисла на капацитети, технички капацитети, човечки ресурси и слично. Апелациониот суд во Гостивар е надлежен да постапува по жалби на донесени одлуки од првостепените судови во Гостивар, Тетово, Дебар и Кичево. Она што низ годините се провлекува како еден од главните проблеми на апелација е недостигот на судии. Според систематизацијата, предвидени се вкупно 16 судии заедно со председателот, но актуелно апелација има 11. Во нашиот суд имаме недостаток во смисла на именување на судии и по наша систематизација 16 предвидени, во моментот 11 судии, значи тука се опфаќа и самиот председател, таа е на реална бројка со која функционираме. Во делот определени по оддели, кривичен и граѓански, како што и самата природа на решавањето и одлучувањето по тие, непотполност, значи има во ситуација на недостасуваат 5 судии, со тоа што малку е тука отежната функционалност, а која се директно рефлектира во однос на ажурност, да речеме, затоа што се знае, нели, она роковите кои по динамика се предвидени за одлучување на предметиве, може да испане да биде некогаш и изместена. Освен во апелација, Европскиот ден на граѓанската правда се одбележа и во основниот суд Гостивар. И таму има гости студенти, кои присуствуваа во судници и проследија судски рочишта. Се информираа за текот на судските постапки, начинот на работа на судиите и слично. 25 октомври се одбележува како Европски ден на правдата и основниот суд во Тетово по тој повод организираше отворен ден за граѓаните и студентите. Отворен ден за граѓаните, но и студентите на право од универзитетите во Тетово. Основниот суд во Тетово денес се приклучи во одбележувањето на 25 октомври, Европскиот ден на правдата. Од Основниот суд Тетово денес на граѓаните им овозможија пристап до информации директно од судиите, извршителите, адвокатите, нотарите и така натаму. Основниот суд во Тетово по повод 25 октомври како Европски ден на правдата, кој што секоја година се манифестира во сите европски држави и оваа година се приклучи Република Северна Македонија на оваа манифестација и овој ден е во врска со овој настан во сите судови во Република Северна Македонија, па така и во Основниот суд во Тетово е отворен ден за сите граѓани на кои што може да им се даде информација во врска со постапките и заштитата на правата на граѓаните по судски пат и за нивните права во судскиот систем во нашата земја.
На денешниот ден, од страна на Основниот суд Тетово, е овозможено на граѓаните да имаат пристап и да се информираат директно од судиите, од обвинителите, извршителите, адвокатите, нотарите, медиаторите и од сите други вработени кои што се во судот за нивните права во врска со судскиот систем на Република Македонија, а исто така е отворен ден и за студентите на универзитетите кои што се на подрачјето на нашиот суд, односно во градот Тетово. Иницијативата за манифестација за овој ден доаѓа од Европската комисија и Советот на Европа, кои ги поддржуваат ваквите активности со цел граѓаните да имаат пристап до правдата. По повод денешниот ден, исто така се отворени вратите на судот и за студентите и на Државниот универзитет на Тетово и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои што можат да присуствуваат и да ги следат судските расправи, да се информираат и за начинот на водење на постапката и за донесување на судските одлуки. Овој ден се одбележува секоја година во сите европски држави. Председателот на ДУИ Али Ахмети во рамки на предизборната кампања викендов оствари средби со жителите на гостиварските села Чегране и Дебреше. Од нив побара поддршка за Невзат Бејта во вториот круг, затоа што, како што рече, на Гостивар му треба достоен градоначалник. Сме работеле и постигнале многу, затоа и не изгубивме ниту еднаш во 20 години. Сега отворивме ново поглавје како ДУИ, на Гостивар му треба достоен лидер. Ни требаат и општините да го придвижат процесот напред. Не сме далеко од победа, туку блиску до неа. Да беше обратно, немаше да дојдам вечерва. Не сакам во Гостивар или во Кичево да изгубам од ВМРО. Го молам Чегране да се мобилизира и да не дозволи ВМРО да победи. Програмата за овие избори ја создадовме заедно со граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам и во неа се опфатени значајни прашања за граѓаните. Проектите ќе се финансираат од 3 извори. Првиот е буџетот на општината, потоа државниот буџет, зашто имаме поддршка од Али Ахмети и владата, и третиот извор се финансиски средства од меѓународни фондови, како Светска банка и Европската унија. Ја барам довербата не за себе, туку за проектите, за ваш Гостивар. Излезете масовно да гласате, а во недела ќе славиме победа заедно. Се прават невидени притисоци за кои имаме и видео снимки, а полициската станица во Гостивар е претворена во штаб на ДУИ, нагласи кандидатот за градоначалник на Гостивар и генерален секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари во гостувањето на ТВ Сител. Значи, полициската станица во Гостивар, за жал е претворено во втор штаб на ДУИ во Гостивар. Така правеа и прв круг и сега повторно. Значи, целата полиција, ве велам, служби комплетно ангажирани во служба на една политичка партија, разни банди кои што војувале меѓу себе, тие банди постоеле со години, сега се здружени сите заедно. Меѓутоа повторно заедно ги победивме, бидејќи луѓето не гласаат за банди, туку гласаат за човек во овие избори. И ви велам, тие факти и аргументи што ги имаме, ние не ги објавуваме до 31 октомври, бидејќи ќе се згрозат граѓаните ако видат што се случува, а истите тие снимки се испратени и до председателот на државата, и до министерот за внатрешни работи, и до ОПСИ и ОДИР, и повеќето влијателни амбасади во Република Македонија. Тоа се видео снимки во кои што очигледно се гледа што се случува. Кандидатот за градоначалник на Тетово од движењето Беса Билјелка Сами на пресконференција се осврна на инфраструктурните проблеми на градот, посочувајќи ги проектите од неговата изборна програма кои нудат решенија за истите. Уништени патишта и булеварди, немање паркинзи, метеж во сообраќајот, непланско градење се само дел од главните показатели за денешното Тетово. Тетово бара промени. Нашиот тим има конкретни решенија. Ќе го ревидираме и прошириме урбанистичкиот план. Ќе овозможиме изградба на стамбени комплекси, па дури и деловни центри според стандарди, каде најмалку 1/3 од просторот ќе биде зелена површина, како и предвидени места за рекреација и за деца и за возрастни.
Нема да дозволиме дивоградби. Целата урбанистичка политика ќе се фокусира на проширување на урбаните средини, а не на задушување на постоечките површини. Детален урбанистички план за Повава Шапка, Мала Речица, населбите Дарданија, плоштад Илирија, населбата Дреноец, населбата кај Касарна. Патната инфраструктура ќе бидеме посветени на изградба и санирање на лошата патна инфраструктура. Приоритет ќе ни бидат отварање на трите булеварди како главни артерии на градот. Булевардот Центар Илинден, продолжување на булевард Благоја Тоска и булевард Видео Смилевски Бато. Санирање на тротоарите и јавното осветлување. Ќе обезбедиме средства за секој столб за осветлување да има соларен панел. Ќе прилагодиме хоризонталната и вертикалната сигнализација, постојање на современа сигнализација, изградба на најмалку 2 паркинзи на кат во централното подрачје, како и паркинзи во други области со монтажен систем. Изградба на општински пазари, нова водоводна и канализациона мрежа. Прво ќе го гасифицираме централниот дел на градот, после ќе продолжиме и со другите делови. Од партијата Интегра денеска одржаа пресконференција на која што се осврнаа на резултатите од првиот круг на локалните избори, како и на меморандумот за соработка и поддршка на локалните избори помеѓу Интегра и другите политички субјекти. Интегра подготви меморандум за соработка, во вториот круг на локалните избори и во овој меѓупериод, во оваа меѓуфаза. Целта на меморандумот, генералната цел на меморандумот е за прв пат да понудиме еден концепт и пристап во политиката, особено за партиите од македонскиот политички блок, да настане окрупнување на македонските гласови, со крајна цел тие да добијат на тежина и за да можат да работат на остварување на македонските национални стратегиски интереси во Тетово, но со тоа праќаме порака и на цела територија на Македонија. Ваквиот пристап и ваквиот концепт во суштина дава еден вентил за да дише македонското во Тетово. Праќаме една порака дека политичкиот суверенитет на Републиката мора да биде остварен на секоја педа македонска земја, вклучително и на Тетово, и со тоа ги охрабруваме сите македонски гласови кои што беа излезени во првиот круг да го препознаат меморандумот како еден пристап и како еден концепт во кој што треба да извршат притисок врз своите партии од македонскиот политички блок за да едноставно окрупнат и добијат на тежина и со тоа го зголемат своето влијание во општина Тетово. Драги тетовчани, иако заврши изборот во првиот круг, голема благодарност до сите вие кои на грб ми ставивте толку многу гласови неочекувани, но една голема, амбициозна моја програма која ќе значи перспектива понатака. Ништо не е завршено. Ние тек сега почнуваме да бараме и да создаваме се она што значи во Тетово да се живее достојно, во Тетово да се уживаат сите права според уставот и законот, но тетовчани препозна дека во Тетово црно-белиот свет веќе ќе треба да биде минато. Јас се уште стојам на становиште. По завршувањето и сега на оваа пресконференција, секако ќе очекуваме од 20 кандидати во вториот круг, како и што ви ветив. Колку ќе тежам повеќе со македонски гласови, знаејќи дека не сакам да не ги испочитувам и албанците кои гласале за мене, тоа го дознав од нашиот штаб, нема да дозволиме да сепак овие гласови поминат било како и очекувам во овој предизборен втор круг се појават и се одважат на сето она што заслужува внимание. Секторот за внатрешни работи Тетово бележи вкупно 90 кривични дела од областа на недозволена трговија со дрога на подрачјето кое го покрива.
Во 9 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, откриени и пријавени се вкупно 90 кривични дела од областа на недозволена трговија со дрога, 48 во Тетово и 42 во Гостивар, или откривачката функција е за 25% поголема во споредба со истиот период лани. Овие кривични дела се целосно расчистени и заокружени со 82 кривични пријави, 40 во Тетово и 42 во Гостивар, поднесени до основните обвинителства во Тетово и Гостивар. Во овие кривични дела опфатени со пријави вкупно биле инволвирани 119 сторители, 55 од Тетово и 64 од Гостивар, на различна возраст, во најголем број машки лица, а дури 81 од кривичните пријави се однесувале на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, додека 9 се однесувале на овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Меѓу пријавените во овој период се среќаваат и повторници, но и малолетници. Инаку во овој период во кривична постапка биле одземени 56,5 килограми марихуана, хероин, кокаин, хашиш и други наркотични средства. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улица 107 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, го пронашле возилото Фиат Браво со тетовски регистарски ознаки, што го правувал 44 годишниот тетовец Ема, кој учествувало во сообраќајната несреќа со тешко повреден пешак, што се случила на 23 овој месец на улица Видео Смилевски Бато во Тетово, а кој веднаш го напуштило местото. Возилото е одземено за вештачење, а против 44 годишникот ќе следува соодветен поднесок. Во рамките на континуираните активности што ги презема секторот за внатрешни работи Тетово за откривање и законско санкционирање на странски државјани, односно државјанки кои непријавено престојуваат или работат на подрачјето, најчесто во угостителски објекти, во изминатите 9 месеци од годинава, биле затекнати вкупно 124 странски државјанки, најмногу од Република Албанија 55, Република Србија 26, Русија 20, Украина 10 и од уште 7 други европски држави, од соседството и пошироко. Од затекнатите 58 женски лица, странски државјанки, или го немале законски регулирано нивниот престој или престојувале спротивно на целта, односно го злоупотребиле претходно пријавениот туристички престој, со што постапиле спротивно на законот за странци. Поради тоа, СВР Тетово во овој период изготвил 13 барања за спроведување на прекршочна постапка против 58 странски државјанки до основните судови во Тетово и Гостивар.
Следува спортски преглед со колегата Павле Симовски. Останете на програмата на телевизија Кисименада. Пријатно!